Не е точно, тоа е апсолутна невистина. Едно од многуте лаги кои се фабрикувани од таму, да. Не е точно, не е точно. Јас сум разрешен на седница за која јас лично не сум информиран. А која е таа морална грешка, можам да ви кажам. Прочитајте мојата последна колумна објавена во Денешен, каде што председателот Љупчо Ристовски се има препознаено во колумната и тоа беше единствената причина заради која, без да бидам информиран, свикана е седница и сум разрешен на таа седница. Без да ми се даде прилика да ги образложам моите ставови, да ги образложам причините заради кои сум го напишал тоа што е објавено во таа моја колумна. Да, се случува после изборите, затоа што едноставно во рамките на партијата апсолутно, говорам за Интегра, апсолутно немаше никаква расположба да се разговара и да се преговара за каква и да е коалиција. Одлуката беше да се оди на избори самостојно, да си ги измериме политичките сили самостојно, рачунајќи на тоа дека партијата Интегра ќе може да обезбеди голем број пратенички места во парламентот на Република Македонија. Па ние имавме повик до сите политички партии кои што ценат дека ова денешно политичко би рекол битисување во владата е погрешно и дека ова мафијашко однесување на владата е навистина на штета на интересите на граѓаните и на државата. И сите оние политички партии, издруженија на граѓани поединци кои што ценат дека тоа така ќе ни се придружуваат и ни се придружуваат веќе во периодот кој што следува. Зошто можеби сега, не пред изборите? Ние и пред изборите имавме повик таков, имавме иницијатива и до граѓаните и до политичките партии, но за жал дел од оние политички партии кои што се сега вон парламентот, а кои што се декларира дека се опозициони, еден е таков и овој лидерот на Интегра, имаме сериозни информации и докази дека беа финансиски мотивирани од други политички партии за да функционираат на таков начин на кој што функционираат. А луѓето кои што се денеска овдека со мене, исто така дел од тие индиции ги потврдуваат со собствено сомневање дека постојат сериозни финансиски мотиви кај определени само декларирани, само прогласени опозициони лидери на политички партии, со една цел се разбира да направат штета во опозицијата и практично да отцепат дел од гласовите, што морам да признам на долг рок е штетно и погубно за граѓаните и за Македонија. На краток рок за нив може им донесе на сред кампања и ново возило патничко кое што чини повеќе од 35-40.000 евра. Што значи интегрирање? Каква функција има? Па во рамките на членови, дали може би ќе бидат делегати со оглед на тоа што се бара конгрес да биде свикан од ваша страна со тоа што се случува во ВМРО ДПМН, дека беше побарана ваша основа? Да, во рамките на вертикалното функционирање на партијата ќе бидат интегрирани сите оние членови кои што ќе дојдат од сите политички партии, граѓани кои што се приклучуваат и сето тоа ќе биде препознаено и ќе се однесува практично на нивните квалитети индивидуални, но се разбира и професионални, така што од прилика можам да ви кажам дека ќе бидат интегрирани сите оние кои што ќе се приклучуваат кон овој опозицијски блок, а директно во ВМРО ДПМН во рамките на општинските, местните комитети, комисиите на партијата, зашто да не Централниот комитет, зашто да не некогаш извршниот комитет, Конгресот, како што веќе го споменавте, а сите оние политички партии кои што нема да се интегрираат во ВМРО ДПМН, а ќе даваат поддршка на активностите на ВМРО ДПМН, ќе бидат дел од овој поширок опозицијски блок. Ме прашавте за иницијаторите, јас тоа го кажав и пред неколку дена, веќе го кажам тоа и сега.
ги замолувам сите оние кои што ценат дека имаат било каква иницијатива која што е во насока на подобро функционирање на ВМРО-ДПМН, да ја достават таа иницијатива. ВМРО-ДПМН е организирана политичка партија и органите на партијата по таа иницијатива согласно одредбите во статутот ќе разговараат. До овој момент, додека вие ми го поставувате тоа прашање, иницијативниот одбор предводен од групата која што држеше овдека, но и групата која што недалеку од овде го следеше таа пресконференција, нема доставено никаква иницијатива до ВМРО-ДПМН. Gospodine Mickovski, rekovte дека и тем денес што после состанокот имате несогласување за одредени прашања со новите членови. За кои прашања имате несогласување со оглед на тоа дека поминатото политичката партија интегра не само за владеачката СДСМ, туку имаше голем број на критики и за ВМРО-ДПМН, особено во делот на уставните измени и однесувањето на партијата, прашањето и до 29 господине. Па еве јас ќе ви дадам одговор како јас ги гледам тие несогласувања. Тука пред се зборувам не на несогласувања, туку на различни позиции по одредени прашања. И тука пред се мислам на различни позиции во делот на програмските определби, дали економскиот пристап треба да биде ваков или онаков, дали можеби треба ваков закон предлог реформски да се предложи или поинаков. Пред се тука, кога зборуваме за различни ставови, зборуваме за корисна дебата, не зборуваме за дебата во која што ние ќе се конфронтираме, ќе спориме и ќе имаме различни идеолошки определби. Како што каже господин Зафировски, ние сме десничари, ние сме конзервативци и тука немаме апсолутно никакви разлики, туку напротив, тука постои целосно поклопување. Туку зборуваме за оние проекти кои што би имале приоритет, кои што би биле од примарен, секундарен карактер и така натаму. Инаку во текот на кампањата, една од улогите на платените опозициони лидери беше и токму таа со засилена реторика да се напаѓа, да се измислува за мене, за ВМРО-ДПМН и така натаму, а се со цел да му се допадне на финансиерот, а истовремено да направи штета во ова опозиционо, би рекол, евентуално можно групирање пред изборите. Така што тоа е суштината. Пред изборите таквата реторика требаше да направи штета одека, затоа што едноставно за тоа беа одвоени жолтици и мораше да се измислува и да се навредува и лидерот на опозицијата и да се навредува ВМРО-ДПМН како партија со разни невистини. Така што, еве, да го сумирам одговорот на вашето прашање, идеолошки не постојат никакви разлики, туку едноставно разликите се во програмскиот карактер, кој што со текот на времето нели во една внатре-партиска корисна дебата, што всушност и ние имаме внатре во партијата, ќе бидат нивелирани и нијансирани практично онака како што треба. Господин Мицковски, едно прашање надвор од темата. Неколку дена веќе држите бил на темата со бизнисменот Дака, црногорскиот бизнисмен Дака. Имате ли повеќе информации во врска со неговото делување тука во Македонија, неговите контакти и дали планирате да поднесете кривична пријава против оние кои ги споменува во тој голем разговор, со оглед на што обвинителството се уште не покажа интерес? Суштински е проблемот. Тука треба обвинителството да си ја превземе работата, бидејќи пипците на овој, би рекол, октопод водат кон Панама и тоа го видовте во статусот на подпредседателот на ВМРО-ДПМН, но и тоа беше објавувано во медиумите. Сега што се случува? Имавме во минатото Чарлиеви ангели, медиумски звезди, кои што наместо да бидат бизнисмени кои што отвараат нови производни погони или па некои реновирани градинки, училишта или се пуштаат некои автопати, главна медиумска звезда беа обвинителките кои што беа дел од специјалното јавно обвинителство. Знаете како сите завршиле. Еве пред некој ден читав, или чинам дека беше вчера, читав повторно интервју од исто така медиумска звезда, наместо во првите 2 недели да објавиме некоја нова инвестиција, прво што беше уривање на дивоградбата која што самите диво ја изградија и барање на собственикот кој што самите знаеа кој бидејќи си платил таму тоа што требало да плати. Втора работа беа мандатните писма и трето кој што мене ми останало забележливо е интервјуто на обвинителката. Наместо да гледате проекти, наместо да видите како практично државата оди напред, дека се инвестира во државата, се намалува бројот на заболени од ковид, бројот на луѓе кои што починуваат,
Децата одат во градинки среќни, родителите се весели, учениците го дочекаа првиот училишен ден на 1 септември, се зголемија примањата и така натаму. Во владење на мафијата, главен во медиумскиот простор е јавниот обвинител. Ја охрабрувам, нека појде во општина Тетово, нека појде во Министерството за транспорт и врски, нека направат една истрага и ќе добијат одговор за тесната врска помеѓу мафијата и ваков тип на бизнис структури, а на пипците на тој би рекол октопод водат до Панама. Еве, јас ги охрабрувам, бидејќи се медиумски звезди, наместо ви кажав што да биде присутно во медиумите, јас така ја размислувам мојата држава, дека на тој начин треба да се развива, но бидејќи еве главен лик порано беше обвинителките од специјалното јавно обвинителство, знаеме како завршија, еве сега имаме нов обвинител, еве ја повикувам истата, нека истражи, нека види што све се случувало. Ние имаме јасна представа што се случувало и всушност македонската јавност преку ние нелегално стекнати материјали слушаше кој е господинот кој што практично го има нарачано тој детален урбанистички план и зашто е наменет. Пак ќе почекаме еве уште некое време да проработи совеста, а потоа ќе действуваме како политичка партија. Јас сум прашана. Минатата недела излезе извештај на Стейт Департментот кој што вршеше анализа на 170 земји, тоест на инвестицијските прилики во тие земји, и се добива перцепција дека во Западен Балкан, Македонија, а исто заедно со Албанија, се едни од најкорумпираните земји за отварање на бизнеси, меѓутоа и за фирмите кои што дека обстојуваат. Може вашето накратко. Затоа сам го замолила да Да. Еве, ќе бидам исто што е можно пократок. Меѓународната заедница, граѓаните финансираа едно обвинителство кое што всушност требаше да биде обвинителство кое што ќе беше главен борец и застапник на правдата. За жал, видовме дека тоа обвинителство се претвори во рекет организација и каде што се исплаќани, би рекол, хонорари повисоки од оние кои што ги заслужувале, но многу повисоки, не малку повисоки. И на тој начин се изигра правдата. А се сеќавате, тоа обвинителство беше силно поддржано од меѓународната заедница. Ние како ВМРО-ДПМНЕ уште тогаш предупредувавме дека во државава владеат криминалци и дека има многу криминал. Но тогаш бевме обвинувани дека тоа не е така. Еве, извештајот на Стейт Департментот тоа го потврдува дека Македонија е практично меѓу двете најкорумпирани држави во Европа. Има уште една, па тука е нашата држава. Втората работа која што е многу важна, да се каже дека има странски инвеститори кои што доаѓаат од Соединетите американски држави, кои што сведочат за криминал, за криминални активности и рекет. И замислете сега каква е таа препорака за сите оние инвеститори кои што потенцијално би инвестирале во нашата држава. Тоа е дефинитивно не само што не е препорака, туку тоа е директно, практично обесхрабрување да некој денеска дојде да инвестира во Македонија. Еве, јас ви кажувам сега, бидејќи имаме вице-премиер кој што треба да се бори со криминалот и корупцијата, иако имаме антикорупцијска комисија, обвинителства, судови, Министерство за внатрешни работи и така натаму, тоа нема да биде ништо друго, освен орган кој што ќе биде злоупотребен за вршење политички притисок врз неистомислениците. И ќе гледате како ќе се однесуваат во периодот што следи и ќе видите дека тоа е основната цел. Зошто ова го зборувам? Затоа што во владата не постои, во оваа влада, не постои желба за справување, бидејќи самата влада е мафијашка. Ако постоеше желба за справување со криминалот и корупцијата, првиот во владата немаше да е таму каде што е сега и најмалку половина од членовите на владата нема да беат таму каде што се сега, туку на друго место. Затоа и оваа година, но и следната година, истиот овој извештај може би уште поразличен, во негативна смисла ќе бидат објавувани. Затоа ние велиме ајде да се обединиме, ајде да го укрупниме опозицијскиот фронт и да ја нападнеме оваа мафијашка владена структура. Колеги, ако нема други прашања. Ви благодарам.